Почитувани, Кале повеќе не е символ што го краси Скопје. Никола Груевски и неговата продолжена рака Коце Трајановски го претворија Скопското Кале во место на запуштеност и на забранет пристап. На градоначалникот во заминување воопшто не му е грижа што Скопското Кале е обраснато во густа трева, не го загрижува тоа што има само еден пристап до Скопското Кале и што туристите не можат да стигнат ниту до наблюдувачниците, ниту до кулите. Како што гледате, главниот влез е блокиран со огромни камења, а на главната патека има израснато дрво. Ваквата негрижа и пред граѓаните, и пред туристите остава впечаток на тотална запуштеност. Негрижа за малкуте површини кои треба да бидат зелени, негрижа за безбедноста на посетителите и негрижа за културното наследство врз кое Груевски и Трајановски се обидоа да подигнат дивоградба. Жолтите ленти за забранет пристап им сигнализираат на туристите дека се наоѓаат во општина Тетово, а не во Скопје. Почитувани, Никола Груевски и Коце Трајановски се најодговорни за запуштеноста на Скопското Кале, кои го искористија и за предизвикување на конфликт тогаш кога им беше потребно. По 15 октомври, новата градска власт ќе го врати животот на Скопското Кале не само за сите граѓани на Скопје, туку и за туристите. Ќе изградиме пристапни патеки од неколку страни. Ќе ги уредиме зелените површини на Калето и ќе ја збогатиме туристичката понуда со многу нови содржини. Животот на Скопското Кале ќе го збогати животот во Скопската чаршија и во Скопје како град на сите.